Само албанскиот јазик е во употреба на официјалната страница на Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците, со кое раководи вице-премиерот Артан Груби. Освен логото на ова министерство што е на македонски јазик, сите останати податоци и информации за активностите се на албански. На веб страницата има опција за избирање јазик, но кога ќе отворите во делот обележан македонски, пишува дека страницата е во изработка. Зошто изработката на официјалната страница започнала токму со детали на албански јазик е нејасно. Оваа страница е во изработка и за многу кусо време, според она што последно успев да го добијам како информација, дека ќе биде пуштена страницата и на македонски и на англиски јазик, значи во изработка и за многу кусо време ќе биде ставена во функција. Уште еден детал која разбранува јавноста е начинот на комуникација на кабинетот на Груби. Известувањата од Министерството, медиумите ги добиваат од електронска адреса прв заменик премиер, иако неговата официјална титула е заменик на председателот на владата и министер за политички систем и односи меѓу заедниците. Тоа што на сајтот на вице-премиерот нема македонски предизвика остри реакции, посебно сега кога Бугарија го оспорува нашиот јазик. Предходно јавноста реагираше и на начинот на кој министрите од албанскиот политички блок ги започнуваа своите пресконференции, чија пракса е прво да се обратат на албански, а дури потоа на македонски јазик. Shoqërisë së barazisë së plotë. Ju falemnderit shumë. Сега би се обратил на македонски. Примерот на Груби го следеше и министерот за економија Кришник Бектеши. Ju faleminderit. Почитувани представници на медиумите, Дел од министрите запрашани зошто е тоа така одговараа со совет до новинарите дека нема да биде лошо тие да го познаваат албанскиот јазик. Дека е добро македонските новинари да научат албански, порача и министерот за животна средина, кој првпат после година и половина министерување проговори македонски на пресконференција.